Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Почитувани слушатели, имаме ретка можност во нашето студио за прв пат да ни гостуваат извонредни луѓе, извонредни гости. Тоа е господја Татјана Илиевска и господинот Кристијан Давидовски од Центарот за биоинформатика. Тоа е приватна установа за комплементарна и алтернативна медицина. Многумина во народот ги знаат, или поточно би рекла според она какво знаење применуваат, малкумина ги знаат, а од оние кои ги знаат како русите, затоа што наводно знаењето таму го спечалиле, а повеќето така не постојуваат, но не е нели од таму, него. Така, него од Украина. Да. Украина, Русија и други земји, многу земји, многу центри, многу институти, доста луѓе работеле на оваа тема, така да не зборуваме не подетално потекнува од една држава или од еден институт. Така. Меѓутоа ете во народот да знаат отприлика за кого и како се работи, некој чул, некој разбрал, некој не разбрал, некој се уверил, некој бил, Јасно. има пациенти. Нашето е да ја спроведеме информацијата што поисцрпно, да им објасниме на луѓето, да ви заштедиме и вам некое време нели во објаснување на работи кои треба да се знаат, а и кои морам да признам дека ги нема ни на вашиот сајт. Јас како професионален новинар забележав и би тргнала од тука. Значи ги представувам моите гости. Татјана е дипломиран фармацевт и потоа следеше доедукација, додека во сферата на информатиката е господинот Кристијан и исто така следеше доедукација, сличен едукативен пат. Па пред да почнеме да објаснуваме со што се занимава овој центар, би почнале на хронолошки, баш. Вие од Скопје тргнавте, како, од што бевте предизвикани, со знанијата тие, како ги добивте за биоинформатика и каде точно се школувавте, оти видов горе во вашата клиника, цел зид со разноразни сертификати, признанија, благодарници, etc. А на сајтот не можев да најдам ништо поконкретно. Можев да претпоставам само. Да, интересот почна повеќе од 10 години, може 11-12 години. Јас бев во основа иницијаторот за цела оваа идеја, тргнувајќи чисто од желба за повеќе да дознам на тема информатика, односно биолошка информатика. Имав голема среќа и сплет на околности да се запознам со еден од професорите во почетокот од Украина. Им се допаднав како човек, како лик, нели, како ентузијаст, како некој нели кој што се интересира на таа тема. И така во основа почна и соработката. Ме прифатија нели во тој научно-истражувачки центар, во тој институт. Во почетокот нели доста работеа на мене, доста работи нели ми ги објаснија, покажа нели нешто што не може да се најде нели еве сега што коментираме и што зборуваме на интернет, нешто што е апсолутно нели научна дејност, научно-истражувачка дејност, затоа што тоа се доста возрастни луѓе кои што долги години се во науката. Потоа следеше и Тања, така нели после продолживме заедно да се надоградуваме и да соработуваме и да работиме со тие луѓе и веќе денеска нели да прерасне во еден центар за биоинформатика кој што е еден од неколкуте ретки во свет што се бават со применета биоинформатика. Тоа е доста важно да се каже, нели да се направи диференцијација од онаа теоретска биоинформатика што е веќе факултетска гранка нели која што се изучува, и нешто што е применета што повеќе е во основа научно-истражувачка дејност која што нели понатака нели во пракса се става нели кај случаи кај пациенти, да речеме, кај луѓе. Да ви кажам сега, да ви откриам јас еден раритет, си го враќам својот филм. Значи 70-тите години студирав во Загреб и имам сознание дека наш македонец точно дипломираше на електрофакултет на оваа област. Дезоксирибонуклеинска киселина. Има доста луѓе Лично јас, прв пат 70-тите години се сретнав со оваа област и како тоа информатиката ќе се применува во медицината ми беше така како идеја доста чудна и сега еве значи македонците еве се широко отворени луѓе. Дефинитивно малку сме запознаени, во Македонија има многу познати луѓе во светот кои што направиле револуционерни промени. Еве да речеме Илија Децковски, ќе го спомнеме, професорот по физика за кој што ретко кој слушнал и знаел. Така да тоа ќе биде интересно нели малце некој да истражи што све се занимавал. Значи негово поле биле магнетни мотори во основа, односно осцилацијски или вибрациони мотори, поточно како што ги дефинира. Сакам да кажам дека нашето поднебје има многу интересни луѓе, многу интересни ликови од секој поле или од секоја бранша. Само малку се тие застапени јавно. Па обично квалитетните луѓе не сакаат
многу да се рекламираат Не сакаат затоа што публицитет, Апсолутно, да губат да. време, Не им треба. да губат време Да, да да. речеме. Видете и целта на овој разговор, нели зашто ние Да. се согласивме е во основа за да ги едуцираме луѓето за што све може и што све е веќе постоечки. Точно Не е така. замислата нели некаква. Затоа што Или друго. има луѓе кои не се отворени Апсолутно, пред се да. за алтернатива, иако во Апсолутно. последно време ние не сакаме да зборуваме против примерната медицина, нели, но од секогаш се заложував за тоа и до крајот на мојот работен стаж Апсолутно. стојам на ставот дека Вака. треба да соработуваат алтернативата и примерната медицина, да бидат и дури под еден покрив, како што имаме многу Дефинитивно. центри во светот, а не да се гледаат како конкуренција, туку како надополнување. апсолутно, Таму апсолутно. каде што Така. медицината не дава одредени одговори, Апсолутно, да. сите знаеме дека хирургијата пред се сега да ја споменам или офталмологијата даваат Да, апсолутно. даваат одговори за многу работи, меѓутоа има за кај што се во прашање тие хронични заболувања повеќе, Апсолутно. тука закажува и тука треба да се помага со Хемиската и со работа. супстанца точно се знае до кој степен може да направи промена во функцијата на клетките или на органите во човечкото тело. Од тука натака не завршува нели можноста за да се тие третираат или за тие да се подобрат или да се Ќе излекуваат. дојдеме, ќе дојдеме ние до таму. Сега тргнавме околу патот на школувањето, рековме Украина, така? Украина. Колку време континуиран- како се одвиваш, имавте ли контакти прво со јазикот руски или на англиски одеше, како беше? Во почетокот беше- Колку време престојувавте? Вака, ние континуирано престојуваме таму, значи станува имате збор за блиски нешто контакти. што е, да, не станува збор за некаков вид на едукација кој што трае 3, 4 или 2 години завршува. Значи тоа е континуиран процес каде што ние во основа сега веќе сме стигнати во фаза да можеме да споделиме знаења до кои што ние сме стигнале со нашите професори. Тие секогаш ќе останат нели наши ментори Апсолутно. и професори, нели, затоа што благодарение на нив ние сме стигнале денеска до ова ниво. И понатака верувам дека и ние ќе постигнеме нели да имаме наши во основа нели во наводници ученици да ги наречеме. Так. Така да може да се каже дека е мала научна заедница која што пионерски нели во светот се бави со овој вид на проблематика и еве нели како со овие интервјуи, со овие разговори нели со отварање кон јавноста, пробуваме нели да насочиме внимание кон оваа проблематика, односно кон перспективата и можностите што ги нуди овој вид. Така, не е тајна дека ние се договаравме за ова снимање, дека Не, јас апсолутно дојдов да, дека разговарахме јас веќе, дојдов да. да ве посетам затоа што на слушателите сакам да им презентирам нешто во што и самата верувам. Апсолутно тоа беше да нели Што замисла го да видов, дојдете да видите да осетите нели затоа што тоа ќе знаете морам подобро. да се извинам еве јавно дека дури ви се наметнав затоа што немаше време, имавте закажани пациенти и дури настана таму забележав дека имате навистина пациенти покрај закажување кои чека, особено што и колегите од телевизија дојдоа, па се направи една гужва, па имаше реакции, меѓутоа во оваа прилика да поставам едно прашање кое ми се наметнува, а не го планирам, морам да признам, дали сте во максимум од капацитетот кој го давате со времето кое го имате? Што Во значи? моментот, Дали да. размислувате Апсолутно, да се ширите, односно вие да бидете и едукативен центар за областа во која што ја работите? За жал немаме капацитети да прифатиме толку многу луѓе на колку што им е Имате, потребна точно помош и тоа го толку видов. луѓе колку што бараат Точно помош. тоа го видов. Факт е дека тука потврламе и дека треба веќе да се осмисли и да се прошири да тимот. се Да се работи. прошири Да. тимот. Да, дефинитивно. Тоа значи да го едуцирате, дали Да, вие, дефинитивно. дали ќе се праќа каде што Имаме вие ние и подршка, имаме и дозвола, да кажеме нели од Министерството за здравство на Украина. Имате и на Украина. Да, Добро. имаме дозвола од нив да вршиме едукација, Одлично. нормално во соработка со нив, нели, не само наша индивидуална. Така да кога ќе го формираме или кога ќе ги поставиме основите за тој нели центар кој што планираме, односно центар за рехабилитација што го планираме, Добро. тогаш нели ќе Ќе има и морате луѓе кои што таа ќе мора да ги дейност. пратиме таму и кои што ќе мора да добијат едукација или доедукација за да може нели да се помогнат да биде се шири, помасовна. односно да ја задоволи Да, потребата апсолутно, да. на пациентите. Инаку вака ресурсите ни се истрошени и искористени веќе капацитетите во До касно синоќа Да. бевте и веќе Сабајлево сте во студио Па- за да го снимеме ова и веќе сум сигурна дека оставивте некои таму за да ве чекаат, ама треба да разберат и луѓето кои имаат потреба. Бев сведок на една нервозна реакција, па еве на овој начин сакам и порака да упатам дека лошо луѓето толкуваат само од свој аспект, а не ја гледаат по Да, широката апсолутно. слика. Не станува Во збор за случај наша као- неодговорност, него станува збор за неодговорност, преокупираност. туку Да. нарцизоидност повеќе таму сакаше да ја смести, што не е така. Да. Значи, односот кон секој пациент е битен и вие имате Да. грижа кон нив, ама овдека преку нас новинарите илјадници други пациенти се едуцираат и дознаваат. Мора да и- се разбере дека и секој треба има да се има толеранција, Треба да се мислам. има и Да, разбирање. апсолутно. Тоа, Да. тоа.
толеранција. Да се наближиме и до темата, иако пак ќе кружам малку наоколу, па сакам да кажам покрај тоа што сте основачи на овој центар, вие сте и коосновачи на Алоплант Македонија. Ајде да објасниме малку, нели, пред да тргнеме на ин медија срез на ова што го работите, нели, кој е ангажманот и тука и уште ко лидери во РСД проект некој, да видиме кој е тој и што значи. Името на нашата компанија Алоплант Македонија потекнува од контактот кој што го имаме со еден руски центар за очна и пластична хирургија. Тие се основачи на регенеративна медицина. Тоа е еден државен центар кој што работи веќе околу 27 години на тоа поле на регенерација. Тие всушност постигнуваат регенерација со преработка на човечко ткиво. Во преработеното човечко ткиво останува само тој софтвер за регенерација за одреден орган. Нашата идеја на почетокот пред неколку години беше, нели, токму тие луѓе, тие експерти во таа област да се донесат овде, да се направи едукација на наши специјалисти и да почне да се користи тој препарат. Меѓутоа, Тоа во Охрид, ако не се лажам, беше... Не, тоа е конгрес, тоа е конгрес за општи лекари, каде што беше... викнат како да, гостин. професорот од Украина беше гостин. Така. Меѓутоа, сепак тоа бараше доста промена во многу законски регулативи за регистрација на препарати кои што се биолошки материјали. Ние, всушност, од тогаш па наваму започнавме многу поинтензивно да работиме на темата регенерација. Така поради промената, нели, во македонското општество, односно во условите, затоа не се реализира тој проект. Да. Но ние продолживме да работиме на таа тема, но на друг начин, без потреба, нели, веќе од Всушност најдовме начин дека во основа не ни треба, не ни е потребно ниту човечко ткиво, ниту било каков друг генератор на одредени софтверски информации, за да ние, никаков друг извор, за да ние постигнеме регенерација на било кој орган во нашето тело. Се мисли во смисла на биолошки или на хемиски извор на информација? Например, кожата на рацете. После било каква исекотина, самата по себе се регенерира. Знаеме дека исто така и црниот дроб самиот се регенерира. Значи, доколку сите клетки имаат иста ДНК во целото тело, всушност, во секоја клетка постои софтверот за регенерација. Ние најдовме начин како да го активираме тој софтвер за регенерација во било кој орган, во било која клетка. Што дава можности за решавање на огромен број на дегенеративни заболувања кои што се генетски, за кои што нема решение, а сепак пак се дегенеративни и се прогресивни. Така да всушност мислам дека најголемиот прогрес во ова што го работиме е откако направивме регенерација на повеќе органи. На централен нервен систем, на кора на голем мозок, на макула, кај пациенти со макуларна дегенерација. Јас би сакала малку повеќе ќе зборуваме за ова се веќе поединечни теми, уште се држиме во на општо представување ваше. Значи, сакам да кажам дека ќе зборуваме најмногу, ќе зборуваме секако за тоа што е методата и какви се резултатите. Да, оттаму потекнува името на компанијата, тоа беше. Така, меѓутоа, сакам да кажам дека веќе дојдовте во ситуација покрај тоа што сте ученици на Украина, нели, но дојдовте до тоа да имате веќе и пласирање на меѓународно ниво на ваши трудови кои стојат успешни лекувања. Интересно да се спомне дека, нели, директорот на таа клиника Енес Рифкатовиќ Молдашев и беше наш гостин овде во Македонија, каде што имаше официјални средби со представници и со министерот за здравство во тој период. Така да тоа беше сериозен проект кој што за жал не успеа, нели, Македонија доста изгуби на таа тема затоа што ние ќе имавме овдека можност да имаме регенеративна медицина која што е врвно нешто во светот. Во Европа можеби ќе бевте. Па замислата беше да биде само во Русија постои. Замислата беше да биде прва држава во Европа, на два континента, па така ќе речев во овој дел ќе бевте. Примарната замисла беше да во Европа биде прва држава Македонија што ќе користи регенеративна медицина, нормално под едукација и под, нели, како да кажеме, под менторство, да. Значи, и веќе ја користи. Добро, рековме дека имате свој центар, во рамките на тој центар се прави диагностика, се прави лекување, иако тоа лекување е повеќе амбулантски, би рекле, така? Да, амбулантски. Таму нема сместување, но имате и своја лабораторија. Сакам да прашам колку
не стасав конкретно да ве прашам, нели сепак таа главна слика што ја понесов и некои информации до кои дојдов, а нешто што ми остана нејасно, колку вие успеавте да ја примените школата што ја изучивте и што ја учите, како што рековте, и во секој чекор, секој ден, а колку имам чувство дека и вие допринесовте за одредени иновации, особено за одредени решенија. Па Видов дека може да се каже така? Голем така дел ми се всушност стори се мене. наши, точно, наши, како да кажам, изуми, точно, Изуми. и пронајдоци во однос на лекување на многу состојби. Може да се објасни посликовито или да бидеме појаснени за слушателите. Во почетокот ние работевме со дата базата на информации која што е собирани десетици години наназад од страна или на сите професори што се од Украина или од Русија или од други земји во светот. Нам ни појде од рака или беше од големо значење тоа што успеавме да најдеме начин како да ги запишеме истите информации или да креираме нови информации на различен начин. Значи ние успеавме само едно скалило да го поместиме сето ова, нели во чекор, нели со можностите денеска што ги имаме со оваа технологија со која што располагаме. Така да фундаментот и основата во почетокот може се заклучи да се каже дека беше, нели, од тоа што беше собирано десетици нели години работено, но нам ни тргна од рака да ние креираме нова датабаза и таа датабаза да може другачи или на поразличен начин да ја осовременуваме или да ја збогатуваме. Така да тука е нашиот допринос, нели, во сето ова што денеска го работиме. Да, и можноста за креирање на нови решенија. Потоа, нели, видете, на пример, ако земеме како вака за споредба, како аналогија, првиот пат кога е направен првиот компјутер, нели, тогаш постоеле и програмери, кои што програмери направиле одредени софтверски програми кои што понатаму користеле за да може да живее тој компјутер и да се користи. Во случај кај човекот е обратно. Човечкиот организам е совршен компјутер и ние сме меѓу првите кои што го откриваат програмскиот јазик на кој што комуницираат клетките. Тоа веќе ни дава можност да во тој интерфејс со човечкото тело можеме да им дадеме инструкција на клетките како да се вратат во нормална функција или да се регенерираат. Значи, најкратко кажано, како што се најавува, оваа медицина е медицина на иднината, Да. а ние ја имаме таа привилегија, македонците, да живееме со нејзе, меѓутоа, за жал, многумина не се информирани. Затоа, еве, користиме наједноставен начин за да тоа го објасниме. Како што рековте? Има отпор и ќе има понатака, Да. но ова е еден природен процес на еволуција. Не станува збор нели само за нашето општество, него станува збор за еден глобален тренд во целиот свет кој што се случува денеска. Така да ние сме само дел нели од целата таа, како да кажам, нова медицина или нов начин на гледање на телото. Во основа не е нов, но нов е нели зборам во апликативна или во потребна форма. Видете, пред 20 на 30 години не се користеле мобилни телефони, немало смарт телефони, Точно. немало интернет. Така. Па еве веќе денешно време не Да, е можеме да незамисливо. замислиме да Да. функционираме ниту Да. без мобилен, ниту без интернет. Значи, клетките зборуваат на еден јазик, си разговараат и се разбираат. Да. Ке се Да, случи. тие разбираат Да. повеќе јазици меѓу другото, да. Болестите Но се смислот всушност е- грешки во комуникација помеѓу клетките. Така, Софтверски грешки. И воопшто и меѓу луѓето во комуникацијата. Се. Да. Е, сега, дали имате ваше сознание зошто се случува таква грешка? Ова е веќе Да. филозофско прашање малку. Па не е баш Не е само филозофско. филозофско, туку Многу мал процент од грешките, односно од заболувањата се наследни. Може да се каже некои 5% се наследни заболувања, 95% се така наречени стекнати заболувања, кои што во текот на животот, нели под надворешни влијанија, екзогени влијанија, нели доспева организмот да стигне нели до таков вид на состојба. И сега тоа е малце поширока тема која што не знам дали е Да. и не е многу интересна да ја И елаборираме. нема да можеме да ја Да, и образложиме нема да сега. може Но точно секоја да. состојба има тешко. своја позадина, Так, своја да, причина апсолутно. и треба малку ова го прашам евентуално Да, за да може многу да е се тешко работи на пластично да се превенција, објасни добро. или со Значи, некакви Превенција, примери. менталната состојба е најчесто Да, апсолутно. голем удел Она што во го- има во она што народски се појава на вика сите стрес. заболувања. Да. Тоа е апсолутно еден од најголемите иницијатори за одредени Така. проблеми За или појава на грешки, да, дисбаланс, да. да. Односно тоа е можноста на човекот да влие на самиот себе. Како што постои плацебо, постои ноцебо ефект. Ноцебо ефект е оној негативен ефект што ние самите си го креираме на себе. Точно За плацебо нели сме слушнале, така она шекерна пилула што се вика, нели, која што луѓето ако веруваат дека делува, односно ни самите несвесно прават промена на Иако своето Не здравје. е само шекер, тука не е Сакам само да кажам за шекерна пилула. Водата е медиум. Ја забораваа така да не е Да, плацебо. апсолутно, да.
Не е плацебо ефект. Јас го земав примерот од плацебо и ноцебо. Како објаснување, нели, за... Иначе и вие користите медиум, нели? Да, Да, Маслото апсолутно, некаде и да. овде водата е таа која Да, лекува. таа има состојба да Водата има меморира. енормен капацитет да способност запомни меморира, информација, да. Е така. Значи, сега се наближуваме вака, се обидуваме да го симплифицираме она што вие го работите. Значи, клетките едно време се разбирале, едно време од одредени причини не се разбираат меѓу себе и тука настануваат различни патологии, односно болести Или состојби. и разни состојби. Сега, до тука сметам дека слушателите ги разбраа работиве. Следно што е интересно да се каже е дали вие имате и диагностика. Да. Но дали, например, пациент кој ќе дојде кај вас може да донесе и докажана диагностика од други Да, Дефинитивно, тоа е. Дури ние ги Да. праќаме да направат одредени диагностички прегледи, како Да. од тргнување од рентген или магнетна резонанција и така натаму или лабораториски испитувања, затоа што и тие влегуваат во прилог на општата или генералната слика. Замислете идејата е да се види и да се увиди што е можно повеќе или од поголем, од поширок аспект на тоа што се Така. случува со организмот, се со цел да се направи што е можно попрецизна и пообемна корекција. Видете, тоа е малку различно. Така. Она што ние го мериме кај нас е функционална состојба на органи. Значи, не е исто да се направи ЕКГ, каде што се мери функција на срце, а не е исто да се направи ехо. Сепак е увид во физичката состојба, значи морфолошки како изгледа органот. Да. Или да се направи лабораторија. Тоа се сосема други параметри кои исто така се потребни за оформување на една целосна Иако слика. велат дека вашата диагностика е 101% точна. Многу прецизно, да. Многу. Тогаш и не знам Прецизна, дали да, ние не сме толку фокусирани на диагностиката, затоа и во нашиот центар нема нели апарати од типот на ЕКГ или ехо или магнетна резонанца, нема потреба. како Од проста кванта, причина што да. преку компјутерот тоа. Апсолутно. Значи, тие испитувања се прават во други центри во земјава, нели, каде што располагаат со таков вид на уреди, дополнително ние правиме наши Вие ги исследувања. прифаќате сите тие Да, апсолутно, диагнози? да. Не само што ги прифаќаме, него и ние, нели, за одредени случаи каде што потврдувате. Да. не ја потврдуваме само, него ги испраќаме луѓето, ги препраќаме, Така. да ни повторно направат одредени Него испитувања. го прашам затоа За што сега фокусот е на терапијата кај нас, значи тоа е што ќе најмногу дојдеме- ние сме се ќе дојдеме и до фокусирале. терапијата. Сакам постепено да го воведам пациентот за да има представа од кој ќе се каже нешто ново и некоја клиника и приватна, секогаш луѓето велат сега колку илјадници евра тоа ќе ме кошта. За да сватат дека има начини да го запаза тој домашен буџет на кој Апсолутно, секако да. им е значи тука може да се направи огромна уштеда ако Да, луѓето се веќе имаат одредена диагностика, доаѓаат и тогаш само Точно, може не мора ниту има кај нас да се прави диагностика, точно. Ете да. така, тоа е многу битно, Да. а кој сака може сигурно да си Може, провери, ако сака, кој има да. можност Да. таква, меѓутоа има значи навистина символични суми со Да, кои може да си направи решенија на здравствен проблем кој го има со децени. Така, еве на пример алергијата, како што Точно спомнав. така, точно Значи, така ако веќе знаат дека имаат алергија, тоа е веќе модификација на имунолошкиот систем кој што не реагира нормално на субстанција од околината и тоа се манифестира како алергија. На нас не ни е важно да знаеме на што е алергичен пациентот. Така. И Значи, имаме за веќе- сите алергии за важи сите лекот. алергии, Еден лек важи да, за сите Тоа е унифициране. всушност маслиново масло, во кое што има комплексни инструкции со кои што се враќа имунолошкиот систем во нормала, со што се лекува алергијата. И сега дојдовме Ќе го да го ќе го објасниме, подобјасниме делот, како е да. лекот. Да, апсолутно. Дали Маслиновото можеме да го масло не е лекот, наречеме лек, него вие го не викате тоа е медиумот Да. или носачот на Медиумот. информација кој што Ете ние така. го земаме како неутрална Е, така, хемиска да. супстанца во која што кристална структура ги впишуваме сите тие блокови или комплексни биолошки И тоа инструкции. се работи во вашата лабораторија, Да, тоа е да, тој... лабораторија, да, луѓето обично имаат смисла кога ќе се каже зборот лабораторија за нешто што е со Да. проивети или со Да. течности. Ова може да го замислиме, нели имагинарно дека станува збор за лабораторија која што повеќе наликува на лабораторија за електроника, односно електронска Да, лабораторија, да, каде што да. нели се врши препис и запис нели на тие информации со помош на хардвер и софтвер и така натаму. Така. Проблемот е утврден, дали кај вас, дали Да. надвор, Така. прифаќате и сега доаѓа до тоа да се лекува. Лекувањето е на начин што фактички вие наоѓате начин да им кажете на клетките да се вратат во нормала, односно пак да ги враќате на Лекувањето е на- информирање и на давање на нормалната инструкции на клетките како Така. да постапат по тој проблем, Така. односно како да ја повратат нивната нормална функција, а со тоа се губи и така нареченото заболување или состојба или манифестација. Е сега Тоа е тука принципот нели на кој што се
врши Така. нели тоа лекување, за да го нели поедноставиме, Да, сега има подобјасниме. повеќе начини на лекување, нели? Едно е Да. што рековме преку овие На преносна информација е тоа, На преносна нели не информација. само лекување. Добро. Вака замислете едно USB нели стикче што Да, денеска се користи да. за пренос на музика или филм, Така. или замислете едно CD или компакт диск, Да. нели така. Тоа се медиуми на кои што се препишува од Така. компјутерот на медиумот, односно на CD-то Така. или на USB На стикот носачот, информацијата да. на Така. носачот во Така е, случајот овде музика или филм, маслиновото за да се масло- презнесе на другиот компјутер. Така да во случајов ние користиме медијатори или медиуми, преносници, така. не медијатори, пардон, него медиуми, медиуми, пренесувачи на информација, нели од хардверско комплекс, нели систем до биолошкиот нели организам. Значи имаме различни, сега да кажеме, тие масла, како Па не ги се вика- само масла. Не се само И масла. користиме микропроцесори. Тоа сакам да Да. кажам. Се користат и неутрални начини? други супстанции, да речеме гел. Вака. Зошто се овие хемиски супстанции, тоа Ајде да да го почнеме, објасниме. ајде да Да. почнеме вака. Сега да објасниме за маслата, од тој тип на Во ред, да. на, Тоа се- на помош да. што ја добива пациентот како терапија. Маслата нели? што ги зборуваме да не бидат и тие нели имагинарни, тоа се биоинформатички препарати или комплекси. Што подразбираат? Еколошки се сосема, значи Сите тие маслиново да, масло е во Маслиново. прашање. некаде има 28 или 29 готови препарати, препарати што подразбира општ комплекс за алергија, општ комплекс да речеме за одредени типови на воспаление и болки, општ комплекс за гастрит. Сега, преносот на информација во случајот се користи кај сите овие заболувања преку еден медиум, а тоа е маслиново масло. Значи маслиновото масло се користи за пренос на информација за сите овие заболувања што сега ги набројавме или таму што се наведени на Така. листата. Тоа се заболувања и состојби за кои што имаме готово решение, Така. за кои што нема потреба се направи преглед. Така. Нели целта и За да- замислата беше да Точно се тоа сакам кажам Да. колку е тоа едноставно и малкумина луѓе го знаат. Тоа е Може да мислите дека едноставно- треба И да дојде зошто го напред. направивме Да, тоа? тоа е Да, едноставно да. вака, Ние- инаку тоа е резултат на Да. години назад на таа Сигурно. тема за која што сме Сигурно. работеле. Видете вака, пред Го 6 направивме за пред 6 или финансиски да не биде терет за Апсолутно, луѓето. Да, значи Тоа да е се сакам да да го сваќате, да објаснам. може многу луѓе нели без Да биде потреба достапна. Да. без да има потреба да дојдат. Тоа е резултат на години наназад нели работејќи на овие проблематики, нели пошто се најзастапени проблематики, најзастапени проблеми. Замислата и целта беше нели како што спомена Татјана да се помогне на што е можно повеќе Ова е луѓе многу апсолутно. поедноставно, без да имаат потреба да доаѓаат. Рековме разни болки, воспалителни, Да, тоа се мускулно- општи комплекси, да, дископатија, гонартроза, гонартроза, гастрит, гастрит, еве да споменеме, да, да знаат луѓе. алергија, Да. настинки. Да, на Видете, стинките се исто. пред 6 или 7 години не можевме да речеме да земеме една група од 10 пациенти, не можевме да гарантираме дека кај сите 10 ќе излечиме алергијата. Но тоа беше пред 6-7 години. Сега веќе кога стигнавме во фаза да знаеме дека од 10 луѓе кај 10 ќе се коригира, веќе тоа може да го ставиме во така наречен биоинформатички препарат. Така. Целта е нели да се помогне на што е можно повеќе луѓе и без при тоа да имаат потреба нели да доаѓаат. И сега кажете, меве на пример настинка е во прашање, да речеме или алергија. Добро. Значи пак клетките не се разбрале, сега со ова ќе се разберат. Дали Еве. трајно ќе се разбираат или може пак да Трајно настане? Трајно се решава. Се зависи и од интензитетот на проблемот. Да. Сепак има алергија нели која што е со Акутна. Да, меѓутоа и со која што трае 1 месец, 2 во годината, која што Сезонски не или е со толку целогодишни, силни да. симптоми, Така. а има луѓе кои што сепак имаат потреба да користат Малку и после- спреви за нели Да, за да, дишењето, кортико, за апсолутно. кортико и кај нив може да треба подолго време. Така. Од интензитетот на проблемот зависи и колку Време, трајањето, Да. возраста или Време интензитетот. би требало. Видете, многу заболувања одат рака под рака, значи не станува секојаш збор само за алергија, во позадини има и други, затоа што Апсолутно. организмот не може само еден орган да биде заболен, секојаш станува збор за системски проблем. Но фокусот е даден или е ставен во овој случај, нели сега земавме пример Да. алергија, нели како пример ја земавме, така. или ние не сме фокусирани само на тоа. Е да може нели тие симптоми да се стават во една унифицирана форма и да може да се третираат и да се коригираат. Добро, рековме сега на тој начин. На кој друг начин? Со музикотерапија нешто? Не, тоа не се го бавиме ние користиме, со не. тоа, значи не користиме. Кои други Користиме малечки микропроцесори, тие се од еден вид на да. метал, нели во кој што се запишува таа информација, тие се носат прилепени на кожа и на тој начин тие се нели пренесувачи на информацијата нели до самиот организам или систем. Во суштина користиме два носачи, едниот е нели тоа што маслиново масло што го спомнавме, што пробавме или што го објаснуваме. Сега Да, нели што е така. смислата со него и вториот носач е тие малечки микропроцесори кои што се лепат на кожа. Во основа тоа е лекувањето, тоа е начинот на лекување. Да, Нели и да биде гел појасно кој и по Да, гелот кој што го поедноставно. користиме најчесто за регенерација на кожа и третирање на одредени состојби на кожа. Значи, да, ќе дојдеме Да, и до убавата Тие страна три. на здравјето, Вака, уште да се да задржиме во она поедноставиме што нешто за луѓето да не што би- значи живот што се вели или поголем квалитет на живот. да не бидеме конфузни, сакам вака да поедноставиме. Значи,
еден пациент кога доаѓа нели во центарот или во клиниката, се врши дијагностика, се земат во предвид и претходните дијагностички нели резултати кои што ги има. На основа тоа се изведува заклучок што се случува во организмот и потоа се прави тоа биоинформатичко решение или информации кои што треба да му се дадат нели наменски на тој организам за сите тие состојби што ги има. Пациентот нема потреба да доаѓа секој ден. Затоа нели се користат тие микропроцесори во кои што се запишува таа информација и тие микропроцесори понатака се носат прилепени на кожа. Микропроцесорот делува и на повеќе болести, значи не само микропроцесорот, да, или не на само цел не- организам, зависи зашто зависи Конкретно што е е запишано во подготвен, него, да. зашто е подготвен, да, зашто е припремен. така. Да може да се подготви важно и за повеќе болести, да. поточно за цел организам. за цел цел организам. за севкупниот Да, систем се за дава сите да. органи. На основа од дијагностиката како што кажав се прави севкупна една генерална слика за сите тие проблеми што се увидени или дисфункции или намалени или зголемени функции на органите, Така. сега нели да не одиме нели во детали, се прави тоа комплексно известување кое што се запишува во тој микропроцесор и тој микропроцесор се носи прилепен со нели Колку време хипоалерген се фластер носи? на кожа. Колку време се носи? Тоа се ние го 45 дена, тоа е, 45 дена е во основа времето кое што се користат тие микропроцесори, потоа се доаѓа повторно или Со на повремено контрола. вадење. и Да, на чистење, неколку дена се Да. вадат нели плочките, се пребришуваат тие малечки микропроцесори нели ради тоа што се замастуваат од самата кожа што излачува масти и се прелепуваат не на истото место, него на друго место за да не направи иритација. После 45 дена како што спомена Татјана, повторно доаѓа нели пациентот или човекот нели на преглед, увидуваме или гледаме што е коригирано, што не е, што сега се случува нели како Каде, нова слика, што да, одработило, да. и да видиме нели дали има потреба за нели следен Дополнително. циклус и следен циклус. Така. Сега ќе дојдеме, веќе зборувавме за овие по секојдневни заболувања, да речеме, но ќе кажеме дека вие се справувате и со многу посериозни и потешки заболувања што за Да. многумина како и неизлечиви, како што е канцерот, дека имате искуства со такви тешки дијагнози, во офталмологијата имате и да дојдеме конечно еве до таа презентација во на меѓународен собир што ја имавте, каде што излеговте со реферат и со конкретни бројки, податоци, кому, колку, која популација е Опфатена, да. опфатена. Ако сакате малку да го сублимираме тие достигнувања ваши за охрабрување на луѓето дека има решение за секој проблем. Има повеќе начини можда. Видете, значи дефинитивно имаме голем успех кај пациентите кај кои што нели има некаков тип на рак. И тоа е индивидуално сепак, зависи од возраста на пациентот, неговата физичка сила, во каква физичка состојба е, дали како да ви кажам, сепак е поважно дали терапијата што ја даваме ќе делува побрзо од тоа што се делат клетките на рак. Така. Тоа е всушност пресудно за да на крајот го Важна видиме е генералната исходот. слика. Не може да. Да. се каже да се изведе заклучок дека секој тип нели на онколошко заболување е апсолутно излечив. Да. Значи пак станува збор за индивидуално. Секој. Возраста на пациентот, претходните нели патолошки состојби, моменталната состојба, што све има користено или претходно или све што има направено интоксикација во неговиот организам и така натака. Но генерално може да се изведе заклучок дека да се третираат и се решаваат многу нели случаи од таков вид на заболување. Вие имавте успешни приказни и Да, кај да, канцерот, значи? Да, И да, се уште, апсолутно, да, мислам. И се Постојано имаме такви пациенти. Тоа се дел од заболувањата кои што ги третираме. Така, Ние не така. сме фокусирани на едно заболување од проста Апсолутно. причина што не станува збор за специализација само за една болест. Аутизам забележав дечиња дека Да, доаѓаат да. Аутизам, спектар на проблеми. аутизам, Така, дефинитивно да, да. апсолутно таму има феноменални резултати, поготово во изминативе 3-4 месеци кога што откривме нов начин или увидовме дека може да се третира и на малце поинаку, нели? Да. И ние учиме. Ме разбирате, Апсолутно. со секој случај ние нели спознаваме и увидуваме дека Така. постојат нели уште повеќе можности како ние да влијаеме или да делуваме. Кај на тие. аутизмот точно се делува на функцијата на нервниот систем да се врати во нормална функција, да се подобри социјализација, говор, да се Да. поттикне говор, да се промени однесувањето кај тие деца. Во основа, нели, знаеме дека кај аутизмот тие дисфункции не можат да бидат измерени ниту со ЕЕГ, ниту со магнетна резонанца, меѓутоа кај нас со дијагностиката ги гледаме проблемите каде се и каде има проблем во комуникација помеѓу нервните клетки. И имаме можност да им дадеме инструкција како нормално да функционираат. Така да се работи малку подолго време, и има подобрување. Што е многу охрабрувачки. Без исклучок има кај сите подобрувања, кај децата кои што побргу реагираат на терапијата, што се помали, значи сме стигнали до фаза веќе да се апсолутно одлични, немаат потреба ни од нашата терапија. Извонредно, Да, секоја да. чест. Еве да споменеме и некои други болести каде што имате помогнато, пак ќе кажам, читав во вашиот реферат дека имате канцер на
јетрата со Да, на метастази. Со регенерација на црниот дроб всушност се губат тие клетки кои што не функционираат нормално, организмот ги препознава. Имаме резултати кај пациенти со рак на плуќа, рак на гради, имаме постигнато регенерација на бубрези кај пациенти со рак на бубрези. Фантастично. Меѓутоа сепак мораме да се оградиме од тоа дека имаме 100% решение за рак. Така. Не е така едноставно. Да, Тоа е сигурно. многу комплексно заболување. Не само што е комплексно, него повеќе индивидуално, затоа што причината нели за онколошките заболувања е делумно хемиска природа, но е голем процент психоемоционална состојба. Да. Па кога го Тоа е праша, клучот нели на решавање на тој вид нели на онколошки кога го заболувања. прашале Емин Куе, вие сигурно како фармацевт знаете кој е Емин Куе, дали со неговата метода се лекуваат сите болести и он рекол сите болести да, ама не и сите пациенти. Така е. Да. Убаво кажал. Баш така, да. И овдека може Многу да точно. важи. Да. Вака не е филозофска категорија, него е апсолутно физика. Значи, секој човек е во основа, како да кажем, креатор на својата, ајде да речеме, Судбина. па и реалност, односно. Реалност, тоа е. Вака, ова сакам да го објаснам. Психосома или сома психо, односно ментална емоционална состојба и физичка состојба е поврзана тесно, не може да се раздели. Тоа е една иста, нели условно кажано паричка со две лица. Така. Еве пример ќе земеме, некој е нервозен, подолг период има гастрит. Ако продолжи нели со тој стрес или со таа нервоза, тоа прогресира до чир на желудникот, така? Па до канцер и така. Ете така, значи затоа објаснуваме, нели затоа сега малце ставаме акценција да не биде ова едукативна многу, нели како да кажам, Нека биде. емисија, нели, Нека во смисол биде, да зашто да разглобуваме различни Ако некој заболувања. повеќе знае, треба да го сподели знаењето. Значи станува збор Особено што во не се голем уште. процент, како што спомнавме на почетокот во емисијата, 95% се должи на стекнати заболувања кои што се должат во исто во огромен процент на психоемоционална состојба. Нели затоа го земав овој пример. Да, и имате многу подобрување баш и кај нервниот систем. Да. Еве имаме постигнато нели во класичнава медицина се смета се уште дека нервните клетки не се регенерираат. Имаме апсолутно постигнато комплетна регенерација, пример на кора на голем мозок, која што е видлива точно со магнетна резонанца претходно и после неколку месеци. Што значи дека и нервните клетки се регенерираат. Исто така се смета во класичната медицина нели дека генетски заболувања не може да се третираат. Земавме пример како што е сува бестова дистрофија, која што е генетско заболување, кое што е прогресивно, настанува дегенерација на макулата, луѓето ослепуваат од тоа заболување. Постигнавме за 3 недели регенерација од 50% кај таа пациентка. Со тоа на тие пациенти им се враќа видот. Значи сепак генетиката значи дека наследувате одредени слабости и можност да таа болест се манифестира кај некого. Меѓутоа не е пресудно, не значи дека мора да ја има и не значи дека не се лекува. Се лекува. Променливо е. Променливо е точно. Многу надежно, навистина. Апсолутно е променливо. Навистина иднината дошла во сегашно време. Вака пластично да се изразам, едно специфично прашање за вас, господја Тања. Особено како човек кој се едуциравте прво на фармација, на фармацевски факултет и учевте ботаника, се подготувавте за тоа да лекувате со таблетарно, нели да Баш речем. така, да. А сега велите не, никако таблети, не само таблети. Верувате, уште тогаш Како го јас преминавте лично? Тоа испаѓа на некој начин како да треба сето она што сте го научиле да го фрлите така. и да почнете одново. Никогаш не сум се замислувала пример дека би можела тоа да го работам. Јас и веднаш по завршувањето на факултетот. Кој е као фармацевт? Да, како фармацевт. Јас работев во едно американско представништво. Меѓутоа, моментот на соочување дека лекувањето апсолутно може да се замени со информација, дефинитивно за мене значеше дека исто како да сум учела за џабе се што сум учела. И ми беше малку шок, мора да признам. Да. За мене е предизвик како за новинар да дознам за таа специфична трансформација ваша, да речам. Верувајте, значи претпоставувам дека и на било Имаше кој друг отпор во почетокот. на било кој друг од таа бранша со таа едукација исто би им било тешко, затоа што не е не е едноставно да си кажеш дека нели да, тоа што си го учел не може да одговори самата, после ќе кажеш. Не дискредитираме хемиска субстанца, само сакаме да поентираме и да кажеме дека можностите и капацитетот е искористен.
но има можност за плюс повеќе. 50-тите, 60-тите години секоја хемиска супстанца, нели, е веќе заменета со електричен импулс, но таму не застануваат испитувањата, одат уште понатака, каде што веќе се сваќа дека не само што може секоја хемиска супстанца се замени со електричен импулс, но може да се може да се замени и со сигнал, односно со информација. Тоа е тоа што ние денеска пробуваме да го демистифицираме или да го објасниме. Има близко со хомеопатијата. Има, да, спаѓа има. на некој начин во Па и тоа е информација, да. Спаѓа во ова гранка фактичко. Хомеопатијата или Кристијан Самуел Ханеман, човекот дали основачот, односно рекреаторот на хомеопатијата, затоа што не станува збор дека он ја креирал, станува збор дека он успел да ги сублимира и систематизира старите знаења или принципи на лекување во одреден протокол или начин на лекување, е основата од која што е тргнато во одредени центри во светот кои што се занимавале со оваа проблематика да размислуваат во овој правец. Но денеска ние стигаме чекор понатака, тоа е тоа што пред малку пробувавме да го објасниме, а тоа е дека немаме потреба веќе да ја земаме информацијата од природата или од одредено ткиво или од одредено заболено ткиво, но денеска веќе ние можеме самите да буквално да замислиме нели пластично на еден бел лист хартија да испишеме се што сакаме да се обратиме или да им кажеме на клетките. Тоа е револуцијата и тоа е успехот што нам ни појде од рака да го направиме. Значи да не бараме извор, него да можеме ние да ја генерираме и да ја направиме. Може да не шепне до некој да живее 150 години како што живеел некој. Се работи сериозно на таа тема. Дефинитивно. Еве ќе го споменам Пјотар Гарјаев кој што официјално даде изјава пред неколку години на Руската национална телевизија дека клетките е веќе денеска увидено дека се кодирани со 150 до 300 години. Зошто ние не доживуваме има доста особено што било така, значи се демистифицира, се декласифицира веќе сето ова, нели, кое што е како општа, како да кажем, рамка или форма на знаење, значи мора да гледате, ова е начин мора да се отвори умот, значи доволно е нели овој вид на размислување. Сега е право време да почне или да се кршат тие табуа и како што споменав, ќе има отпор, имало отпор и така натака, но тоа исто да се случуваше ако се сеќавате пред 30 на години со компјутерите. Кој можел да замисли дека една дактилографска машина, нели една машина за пишување може да биде некогаш заменета, а се користела 100 години на назад. А денеска веќе не можеме да замислиме нели да функционираме без компјутер. На сите полиња има таков еден технолошки развој и напредок, што мора да се размислува дека и на оваа тема на лекување мора да има напредок. Се уште се користат лекарства кои што се 30-40 години стари. И нема тука некој напредок. Да бевме до толку ресурсите, тоа е поентата. Да бевме до толку напреднати, немаше да бидат нели ниту болниците толку преполни, ниту толку луѓето болни. Сепак тоа укажува дека мора да се смени пристапот на лекување. Вака, секој ден користиме паметни телефони или лаптоп или интернет или компјутери. Сето тоа нели денеска се пресликува во медицината. Денеска се збори на таа тема, некој се работи десетици години наназад. Пак ќе кажам, значи ние наследивме нешто што е функционално и нешто што е многу обемно и нешто што е, како да кажам, многу огромно поле, да. Нашиот придонес во цело тоа поле е само во ова што го спомнав, а тоа е нели наоѓање или изнаоѓање на друг начин на запис или на креирање на информација, што е нели исто голем успех. Нели, така да ние тоа го споделуваме во таа научна заедница и сега веќе се користи во другите центри во светот. Овој принцип или овој начин. Уште ова да го споделиме со слушателите, сигурно ќе ги интересира нели бидејќи вашиот центар е на средно водно, па малку сте така отпад да речеме, дека немате друга фактички своја аптека кај што може да се купат, туку мора да се дојде во центарот или правите и онлайн нарачки? Па генерално доаѓаат во центарот. Ве сваќам, меѓутоа некој нели доколку не е во можности од друг град, нормално дека може да се јави да му се испрати, тоа не е така. И еве ќе го привршуваме нашиот разговор за оваа убава вест нели околу цело време околу која го правиме овој наш разговор. Јас само би напоменала уште нешто, дека не поразговаравме за тие конгреси на кои што често правиме наше излагање, каде што не поканија како предавачи во Словачка. Значи таму сме членови, на него мислев кога таму сме членови на Меѓународно здружение за природна медицина. Кај нас природна медицина малку поинаку е сватена. Таму има една група на научници кои што сите работат на тема лекување со, како да кажам, регенерација, значи таму се членови овој руски центар за регенеративна медицина. Излагачи се.
луѓе кои што се во делот на регенеративна медицина, луѓе кои што се во делот еве Акупунктура. ќе го спомнеме Фолкнер Мейснер кој што е така. председател нели на германската асоциација, Биоенергетика, да. предавач има од ЦЕРН, нели кој што Да. исто нели на тоа поле, односно од аспект на физика, нели, односно квантна механика и квантна физика го објаснуваат или комплементарно пробуваат нели да покажат дека и они го согледуваат Да. сето ова за кое што ние денеска збориме, што го ставаме во пракса. Минатата година бевме малку изненадени што првата година кога бевме единствените што предававме на тема биоинформатика. Минатата година беа во тој дел за регенеративна медицина 80% од предавачите предаваа на тема биоинформатика, Како тоа? што го покажува Так, трендот. прогресија. Да. Значи имаше представници од Оксфорд универзитетот кои што веќе држаа предавања дека не значи биоинформатика само анализа на информациите Да. кои што се складираат во ДНК и РНК и во нашето тело. Туку, тоа значи и нова перспектива на лекување со информации и правење на персонализирани лекарства, Да. кои што Тоа видни сега, на тие да, ќе се работи ќе ги точно пуштат таа исто тема. така во јавност. Значи Тоа што се тие веќе биоинформатички почнуваат препарати за кои што Да. ние збориме денеска. Да. Во светот веќе постојат држави кои што ги имаат пуштено во употреба, но тоа не се зборува толку јавно затоа што сега се ствара услови и поднебје, односно се врши едукација на луѓето, да може нели да им се соопшти или да им се објасни, односно да имаат смисла што значи биоинформатички препарат. Така и всушност со излегувањето надвор ние гледаме исто така кој е трендот и расположението нели на научната јавност на оваа затоа тема. и се решивме Дека да се сите отвориме нели стремат кон јавноста таа за да тема, проговориме нели Така. јавно на оваа тема, се со цел да се едуцират луѓето или да ни се даде основа или ако ништо друго барем идеја на која што треба ни да се интересираат или да размислуваат. Еве сега да кажеме да го привршуваме овој наш разговор и со една уште убава заокружување и поздравување дека не е се така лошо кај нас, дека Македонија има позитивен одговор за регистрација на Апсолутно. ваков центар, што не е Да, случај со да, да, многу да. земји во околина. Слично беше Голем со, напредок, со да. канабисот, например, правев еден серијал голем и околу канабисот, слична. Така. Ние бевме пред Србија, пред Бугарија, Точно, пред да, да. Грција, Грција Апсолутно. сега дури. Значи, еве не е се така лошо. Донесувањето дека на се законот имаше за нерв. комплементарна алтернативна медицина Едно, отвори да. голем простор, не само нели зборам за класичните или досега познатите нели алтернативни начини на лекување, него отвори простор за развој на цела друга научна дисциплина. Така. И не само примената на ова знаење ќе биде во медицината, туку се најавува и во земјоделието, воопшто во екологијата, Да, чистиот да, воздух. да. Тоа е Почетокот навистина. испитувањата се вршени на растенија. Значи веднаш не е почнато да се работи нели со луѓе. Така. Така да Ама зборувам таму сега веќе за се докажани и примена, нели? покажани Да, можности. Што значи ќе нема Апсолутно, да, да. пестициди, веќе ќе Да. ќе нема доколку Растенијата многу побрзо реагираат за разлика нели од луѓето, да речеме и животните. Значи во почетоците се зборам за оној научно-истражувачки почетен стадиум, е експериментирано на растенија, односно не се вршени експерименти брутални, него станува збор за следење на тоа колку силно или колку конструктивно делува одредена информација на растенијата. Денеска во светот, еве да речеме ќе спомнеме Англија, каде што цели живинарски или сточарски фарми се третираат само со хомеопатија. Истото е во Франција, истото е во Германија. Значи, ова поле не е нешто што е табу тема за останатите или за другите земји. така. Добро, еве и ние направивме фабрика за хомеопатија, нели? Да, да. Иако во македонското радио веќе се навратам на сеќавање, бевме први кои направивме интервју за хомеопатија пред 20 на години. Одлично. И Добро тоа е е што и баш- хомеопатијата почнува во Да, Македонија да заживува и да се користи. Сега веќе има Факт е добра дека пракса. да, во ред треба нели години уште нели да се Така. доостручат или да станат Апсолутно. нели што е можно подобри нели тие практиканти, али добро е што има одличен почеток, што има добра основа. Така. Мене ми беше навистина огромно задоволство што се запознав со дејноста на вашиот центар. Одлично, И ќе што бидеме мое во контакти, сознание, и ќе ви што ова мое информираме за сознание се надевам што има дека ново. исцрпно го пренесовме на нашите слушатели. Начнавме на Ви интересна благодарам. тема, ја мислам, да, и сега За многу да- прашања ќе се покренат и многу Апсолутно, прашања прво, ќе се за да отворат. За да имат информација, за да немат отпори и страв дека се тоа лекови со илјадници евра, туку дека Не. дека ете Да. еден лек за алергија, можеби не смеам да споменам цена, ама решава проблем кој некој го влече со децении, тоа Да, да. значи Пак ќе спомнам, пристойно. носењето на законот за комплементарна и алтернативна медицина најмногу бенефити имаат нели луѓето, односно пациентите. Затоа што на тој начин успеа да се отвори еден цел нов простор каде што они можат нели да најдат решение за нивните проблеми. Решение кои Нешто се што е општо достапно за секого. Значи ова веќе излезе нели од рамките на некаков вид нели специфична медицина за одредена група на луѓе само. така.
Дојдено е времето, сега е периодот, нели? Цените е така и што е најбитно е безбедна медицина. Апсолутно. Да. Значи нема Многу никаков дечиња имаме како немате пациенти, нема никаков нус ефекти, нема. нус ефекти, Значи што е да. случајот со многу медикаменти. Така Ние е. не запишуваме никаква информација која што може да делува лошо, за да не настане ни случајна грешка. Ме разбирате, значи не постои воопшто во датабазата. Уште еднаш Ви ми благодариме останува многу да ви за заблагодарам. поканата. Фала и за поканата, да. И многу успех, многу Се излекување. надевам дека нели малце нели ги заинтересиравме луѓето да размислат или да се Апсолутно, интересираат или да апсолутно. се едуцираат на оваа Апсолутно, тема. јас пак ќе речем, ако новинарот немал до предодредено време публички информации, верувам дека сепак поголемиот дел на слушатели исто така можеби прв пат слушаат за Одлично. барем на овој начин малку Фала ви поподробно. што сте отворен ум, нели, и што се заинтересиравте и што ви интересира се тоа. Ви благодарам уште Фала еднаш. ви многу. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Уредник и водител беше Гордица Величковска, извршен уредник на информативната програма Снежана Димовска, производство Македонско радио, Радио Скопје, прва програма, април 2019.